Дали ова гројзе, или ево го вранецо, према ова, ја, дали ова гројзе за 8 динара. Истиот проблем секоја година. Како ни играчи, дојде берба, не сака состанок и сега пред самата берба вика состанок, па не се дуат на маста, наводно они се увредени, дека имат големи залихи на вино, не тепа со цент. Ова е само еден пример за маките на македонските лозари, кои во екот и на годинашната откупна кампања на грозјето повторно се исправени пред големо искушение. Велат, деновиве понудените откупни цени од известни винари не само што за нив се неприфатливи, туку се и понижувачки. Затоа повторно се закануваат со граѓанска непослушност, протести и блокади на патиштата во тиквешијата. До сега ни молеме како здружение за да преговараме во Скопје. А сега до среда му е даден рок на министерот за земјоделие, на премиерот, на министерот за финансии, да дојдат во среда во Кавадарци. Сега, ако не од четврток, ние почнуваме со штрајкови. Вишекот на гројзе да се откупе од државата. Да го мериме на кантар на вага и да го историме во депонијата. Цена се договориме, што ќе правиме ние. Можеме, ние сме си значили, сме го произведиле. И сега не можеме ни да го оставиме на уласта без да ни го платат. Од винариите пак се правдаат дека во вакви услови нереално било да се очекуваат истите откупни цени како лани. Тие прстот го вперуваат во незаинтересираноста и неажурноста на надлежните институции, односно на владата, бидејќи тие навремено им укажувале на можните последици. Сите овие проблеми ги предвидовме и согласно на тоа предложивме мерки кои детално се објаснети во дописите кои беа доставувани до поранешниот министер Димковски. За жал, за овие наши мерки немаше слух во ресорното министерство, ниту од Министерството за финансии, иако сите останати земји спроведоа мерки за спас на нивниот вински сектор уште во мај. Стои во соопштението од винаријата. Инаку годинашниот род на грозје се очекува да тежи околу 90 милиони килограми, што е за 30 милиони повеќе од лани. Лозарите стравуваат дека вишокот ќе им остане по лозјата.